Благодарам, председателе. Колега Митревски, не сте во право. Ке ми дозволите уште еднаш да го прочитам ставот од членот 153. Вели, подносителот на амандман може да го измени, дополни или повлече амандманот до завршување на претресот по амандманите на членот на кој тој поднел амандман. Многу јасно се пишува тука и ве молам, немојте да го извртувате деловникот поинаку од тоа што е напишано тука. Тоа е прво. Второ, велите дека кога ќе се повлекува амандман треба да се изјаснат сите оние кои што го предложиле. Зошто тогаш кога бараме некој да го образложи самиот амандман излага само еден пратеник, не излегува тројца. И повторно ќе ми дозволите да ве упатам за сите оние слабости кои што се јавуваат во деловникот. Вие сте поискусен пратеник од мене, вие сте координатор на една сериозна пратеничка група, го имате процесот Жан Моне. Таму верувам дека сте и во преговарачки тим, ќе можете да ги адресирате сите слабости на деловникот за да може вакви работи кои што се случуваат во повеќе да не се случуваат. Ве замолувам да преминеме сега на материјална расправа за наредните амандмани кои што ги имаме, затоа што сметам дека е предмет на интерес на граѓаните повеќе од ова што го дискутираме сега. Благодарам. Би сакал само да нотирам дека по мое лично убедување не се работи за слабост на деловникот. Нормално е во деловничкото работење да може пратеник, доколку сметат дека е потребно, може се соочил со одредени аргументи, со одредени ставови, не може да му го... Точно е ке се решава во рамките на Жан Моне процесот, но не верувам дека ова е прашање кое што би можело да биде структурирано поинаку во рамките на деловникот. Процедурално барате, колега Велковски? Да, повелете.